Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев денеска на пресконференција во владата на Република Македонија ги сумираше импресиите од неговата посета на 72-то генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Премиерот Заев истакна дека остварил повеќе работни средби со шефови на државни делегации од повеќе држави во светот, како и работни вечери со представници од Европската унија и Соединетите американски држави. Клучните пораки кои што премиерот Заев ги испрати на генералното собрание на Обединетите нации дека Македонија е подготвена да работи на зачувување и одржување на мирот и стабилноста во Балканскиот регион, но и на светско ниво, како и за контрола на нуклеарните оружје и зачувување на животната средина. Во продолжение дел од обраќањето на премиерот Заев. Клучни пораки што ги испративме во текот на целата посета се дека Македонија излезе од длабока политичка криза, која што ја надминавме со силна внатрешна политичка волја и голема поддршка од нашите пријатели од светот. Македонија е пријател на соседите и цврсто определена да стане полноправна членка на Европската унија и НАТО. На меѓународен план испративме порака дека правиме темелни внатрешни промени за развој на демократијата и за да ја развиеме економијата, но и дека очекуваме поддршка за реформите и напредок во нашата стратешка определба за зачленување во Европската унија и НАТО. Испративме силна порака за искрена политичка волја, за градење добрососедски односи и затварање на сите прашања што стојат како пречка за унапредување на односите. Обединетите нации се добар форум за решавање на дел од овие проблеми, но ангажманот мора да дојде и од самите држави кои што се засегнати од предизвиците. Премиерот Заев додаде и дека главна стратешка определба на Република Македонија останува интеграцијата во НАТО алијансата и во Европската унија и истакна дека Македонија е подготвена да се реши долгогодишниот спор, чувствителниот спор со Грција кој што го има Република Македонија за конечно Македонија да напредува во евроатлантските интеграции.